На 4000 страни се опфатени и обработени судски пресуди и фотографии, но и разни други документи од научна вредност. Зборникот на политичките затвореници е потсетник за едно време кое треба да биде осудено. Според промоторот, целта на ова дело е да се даде придонес во градење свесност кај јавноста за злосторствата и масовните кршења на човековите права кои се случиле во поранешна Југославија, а посебно во СРМ. Во овие зборници пред мене се сведоштва на човечки страдања. Позади овие листови се животни приказни на луѓе кои постоеле. Андон, Крум, Саве, Љупчо, Фетин, Димчи, Драги, Благоје, Коце, Александар, Пенчо, Ранко, Пано, Никола, Цане, Ангел, Божана, Пеце и многу други човечки судбини со кои некој си поиграл во името на народот и догматското следење на идеологијата на комунизмот. Зборникот на политички затвореници во Република Македонија, читајте го и како потсетник за едно време кое треба да биде осудено. Зборникот нека биде придонес во градењето свесност кај јавноста за злосторствата и масовните кршења на човековите права кои се случиле во поранешна Југославија, а посебно во Социјалистичка Република Македонија. Првиот зборник е издаден во 2007 година, но на барања и предлози на голем број политички затвореници и нивните наследници. Подолгогодишно има котрапно собирање на иницијативи, барања, судски пресуди. Во ноември 2012 е промовиран и вториот том, но Сдруженијето не застанува тука. Таа проблематика ќе продолжи да ја абсорбира и промовира и понатаму, се разбира во соработка со внуци и правнуци или роднини на политичките затвореници. Промоцијата во Виница се реализираше за подршка на градоначалникот Дончев и Советот, а 50 на изданија од вториот том стојат на располагање во општинската архива и во градската библиотека.